Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица, прва за оваа година. Христос се роди, на вистина се роди. Среќна нова година и честит Божик. Од се срце на сите ви посакувам оваа година да ви биде исполнета со среќа, љубов, здравје и благодат. Да се надеваме дека годинава ќе ни биде полесна од минатата, дека конечно ќе почнеме вистински да живееме, а не само да преживуваме. Знам дека честиткава е со мало за доцнување, но нема да ми замерите. Се надевам дека малку се пододморивте за празниците, дека земавте здив и сега сте подготвени да се фатиме за работа. Значи, еве сме на почетокот на новата 2025 година. Година која ветува многу. Година во која влегуваме со прилично високо ниво на оптимизам, но и година во која не чека многу работа. Работа, не само за власта, туку и работа за сите нас, за да конечно Македонија почне да станува пристојно место за живење. Како беше? Уште не сме стигнали ни до нулата за да почнеме да растеме и се развиваме, но барем го запревме падот. Но пред да навлезам во домашните политички теми кои ни го земаа вниманието во овие неколку денови, сакам накратко да се посветам на една посветска тема, која мислам дека ќе донесе промени кај нас. Зашто станува збор? За најавата на извршниот директор на Мета, Марк Цукерберг, кој всушност ги поседува Facebook, Instagram и Threads, дека ќе ги отстрани така наречените факт-чекери, тимови кои досега ги преваруваа во наводници фактите, и ќе ги замени со така наречени белешки на читатели, кои ги генерираат корисниците. Систем што се користи на социјалната мрежа X или поранешен Twitter. Ке се вратиме на нашите корени и ке се фокусираме на намалување на грешките, поедноставување на политиките и враќање на слободното изразување на нашите платформи. Поточно ке се ослободиме од проверување на фактите и ке ги замениме со белешка на заедницата, слично како на X почнувајќи од САД, кажа Закерберг во видео пораката. Со други зборови, доаѓа крајот на цензурата на овие социјални мрежи. Да, засега тоа се однесува само на Америка, но мислам дека наскоро ќе се воведе и кај нас. Зошто мислам дека тоа е важно? Затоа што прво се докажа дека проектот, наречен проверка на факти, е само еден неуспешен, грд и злобен обид да се скрие тоа што неолибералните структури на светско ниво го праја, а тоа беше една соголена, брутална и во многу случаи политизирана цензура. Под превезот на така наречените проверка на факти се вршеше обид за едно брутално перење на мозоци. Систем за цензура на кој можеше да му позавиди дури еден Орсон Велс. Да, навистина интернетот и социјалните мрежи се преполни со се и сешто. Да, секој што има телефон или тастатура пред себе, преку ноќ одеднаш стана извор на информации или дезинформации, стана експерт по сите прашања. Од тоа дали земјата е рамна, дали сме слетале на вистина на месечината и слично. Но верувајте, најдобар лек против ваквите дезинформации е слободата на говорот, отворена дебата и непречен пристап на јавноста до сите гласови, гласини, шумолење и слично. Тоа е одбраната. И да, можеби на почетокот идејата за проверка на факти беше добронамерна, но многумина уште од тогаш предупредува дека тоа полека ќе стане само алатка за цензура. И токму тоа се случи. Па луѓе, во последниве години протокот на информации и мислење на социјалните мрежи, пред се најпопуларните како Facebook и Instagram, целосно згасна. Прво на глобално ниво, а потоа и на локално ниво се појавија такви проверувачи на факти кои не дозволуваа ништо да излезе што е спротивно на нивниот наратив. Од глобални прашања, па се до локални политички ставови. Значи се претвори во нешто сосема спротивно на тоа што се мислеше. Стана алатка за задушување на слободата на говорот. Абе, стигнавме до тоа ниво. Се доведовме во таква абсурдна ситуација да се проверуваат колумни. Значи лични мислења да бидат предмет на проверка. Пред некое време, не знам по кој пат го гледа филмот Народот против Лери Флинт, кој е екранизација на случајот во кој Нели, недоличниот, невкусен издавач на порно списанието Хаслер, е тужен заради еден безобразен текст за познат американски пастор. Но тој го добива случајот пред Врховниот суд на САД затоа што судиите решаваат дека слободата на говорот е неприкосновена и дека дури и безобразната пародија за некоја јавна личност кој да довела до емоционална болка е заштитена со нивниот прв амандман за слобода на говорот. Патем, сличен амандман како што имаме и ние во Уставот. Но таа Америка, тие вредности одамна ги снема. Ги снема и во Европа. А кај нас, дали воопшто и ги имало? Може би само во почетокот на 90-тите години. Но добро е што тоа го сватија американците и што сега се менува. И тоа е доказ дека една политичка, културна или било каква идеја е во залез. И тоа се гледа токму во поривот за цензура. Слично и кај нас.
Пред падот на минатата власт и ние бевме подложни на таква цензура од домашните проверувачи на факти. И затоа можеби тие веднаш реагираа по оваа одлука на газдата на Мета. Имено фондацијата Метаморфозис веднаш го пренесоа мислењето на нивното европско братство факт-чекери дека силно ги осудува изјавите на извршниот директор на Мета при најавите дека почнувајќи од Сатја прекинува употребата на независна проверка на фактите. Поврзувањето на проверката на фактите со цензурата е штетно, велат од мрежата. Проверувачите на фактите не цензурираат никого. Нашите членови истражуваат, објавуваат докази за потенцијално лажни тврдења. Се вадат дека од секогаш одлуката на Мета било што да прави со нивната етикета за некоја содржина, а не нивна. Или поинаку кажано, демек тие не биле джелати на содржината, туку само праќале луѓе кај джелатот. А тој бил слободен да реши што да прави со нив и својата секира. Да знаете, без разлика на одлуката на Мета, со самото тоа што сега ви ја покажав оваа слика, каде се гледаат дел од ликовите кои беа главни проверувачи на факти во Македонија, ризикувам да бидам расчеречен, па дури може би казнен. Да, проверувачите на факти, секогаш кога некој ќе го објавеше нивниот идентитет, се бунеа дека тоа било повик за линч и слично. Затоа реков дека оваа одлука е добра и за нас, затоа што после подолго време и ние тука, во Македонија, конечно ќе се ослободиме од цензурата на социјалните мрежи, што ни ја прават овие така наречени домашни проверувачи на факти, кои скриени зад нивната апсолутна вистина и представувајќи ни се како независни наблюдувачи новинари, со години не цензурираат и манипулираат со јавното мислење. Да, поголемиот дел од времето го поминува во проверување на глупости од типот дали некоја старлета била гола или не, дали земјата е рамна и слично, но по тој превес вршаат цензура во прилог на минатата власт. А сега, откако дојде оваа промена, откако оружјето за цензура им е одземено, се бунат, дека тоа го сторил милиардерот Илон Маск, кој представувал опасност за демократијата и слободата во светот. Не знам со кое право се бунат и се чудат. Никому во светот не му сметаше кога еден друг милиардер под името Џорџ Сорос мешатареше од држава во држава, организираше шарени револуции, рушеше влади и слично. Ама сега, кога некој друг му се спротивставува, тоа е грев. Не, драги мои, воопшто не треба да сте изненадени што ултралевичарот Сорос сега доби свој десничарски антипод. И таа битка допрва ќе зема завав и затоа не сум сигурен дека борбата за слобода на говор е целосно извојување. Таа никогаш всушност нема ни крај. Секогаш ќе има некој центар на моќ кој што ќе сака да ја засили својата информација, да ја потисне непријатната вистина и да во столичи само еден канал на комуникација. Но редно е да се прослави крајот на оваа срамна епизода наречена проверка на факти, која што беше најсериозната закана за слобода на говор во дигиталната ера, најзначајна институција за цензура на интернет. И сега нормално, под слобода на говор спаѓа и ова. Македонија да се припои кон Бугарија и да станат една земја. Нов скандалозен повик со територијални претензии од лидерот на бугарската партија природба Костадин Костадинов, правејќи компарација со идејата на новоизбраниот американски претседател Трамп за спојување на Канада, Гренланд и Панамскиот канал со САД. Бугарскиот политичар оценува дека Софија треба јавно да излезе со вакво барање за Македонија. Иста е ситуацијата и со Македонија. Нема ништо пологично од тоа две земји со заедничка историја, заедничко потекло, заеднички јазик и народ да станат една земја. Напиша Костадинов на Фејсбук. Освен лидерот на природба, провокативни најави има и од претседателот на бугарската фондација Македонија Виктор Стојанов. Иако има забрана за влез во земјава, тој повикува во недела на панихида во Скопје и неколку други градови за одбележување на 97 години од смртта на македонската револуционерка Мара Бунева, за како што вели, мирно и тивко да се испочитува подвигот на големата бугарка. Да, не се зафркавам. И ова е слобода на говор, но во исто време е и ширење на говор на омраза, директна провокација и повик за нарушување на територијалниот интегритет на Македонија. Но под слобода на говор, значи дека и јас имам право да го наречам овој човек идиот и да му порачам дека овие негови влажни соништа нема никогаш да се остварат. Порано ваквите идиотски изјави некако повеќе како да допираат до мене, ама сега како да се навикнав. Па дури негде и ми недостасуваат, затоа што Бугаријаве некако долго време ги немаше. Ова се само обични, злонамерни изјави на официјални личности од бугарската политичка сцена, кои иако се директен напад на суверенитетот, интегритетот и независноста на Македонија, тие повеќе зборуваат за него како личност, неговата матична држава, но и Европската унија, каде ете Бугарија е земја членка.
Тие се тие што треба да реагираат затоа што вакви изливи на идиотизам се во директна спротивност со правилата и принципите на меѓународното право, немешање на државите во внатрешните работи на други држави и политика на градење на добри меѓусоседски односи. Можеби пак е добро да го слушне цела Европа, за да знае со кого ние македонците си имаме работа. Реков, мислам дека сите се навикнавме на ваквите изливи и не реагираме толку. Пред се, затоа што знаеме дека Македонија, барем сега, после 7 години, веќе има нова власт. Власт која не се однесува поданички кон Софија и која нема да го продаде националниот идентитет само за да им удоволи на странците. И затоа смешно во целата ситуација е оваа реакција. За изјавата на Костадинов преку објава на Facebook реагираше лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ја оценува како иредентистичка и ја повикува владата во Софија да се огради, а ЕУ да го осуди ваквиот однос. Од СДСМ очекуваат реакција од државата и во случајот со панихидата. Очекуваме институциите на државата да не дозволат какви било испади или навреди на достоинството и националните чувства на македонскиот народ, ниту пак да дозволат злоупотреба на овие настани за создавање нови тензии. Не бе дали ви се верува. Филипче и неговото СДСМ реагираат на изјавата на Костадинов и ја повикуваат владата да не дозволи било какви испади и навреди на националните чувства на македонскиот народ. Ова доаѓа од човекот и партијата, кои всушност и не доведоа до ова дереđe. Па не беше Филипче министер кога неговиот ментор и другар Заев го подпишуваа оној капитулантски договор за добро соседство, или кога им се извинуваше на грци и бугари за све и свашта, што тогаш не реагираше на таквите изјави. Затоа што сите знаеме дека Костадинов и неговите глупости не се нови, тоа го зборува веќе со години наназад. Или каде беше кога Ковачевски го прифати оној францускиот предлог со кој Македонија сама се откаже од идентитетот, историјата и јазикот. И тогаш молчеше и се криеше за да сега неговата партија да ја повикува владата да не дозволи било какви испади и навреди на македонскиот народ. Па поголем испад и навреда на нашите национални чувства од тоа што го направи СДСМ нема. Затоа, хајде да се потсетиме како стигнавме до ова дереđe. Од големо пријателство до тешка геостратешка грешка, како почнаа, како сега изгледаат односите меѓу Македонија и Бугарија. Подписите на Заев и Борисов, наместо да донесат напредок во односите меѓу двата народи, доведоа до невидено влошување на односите меѓу двете земји, а беше ветувано друго сценарио. За жал, реалноста е сосем друга. Наместо пријател и ветер во грб кон неу, Бугарија ни страна најголема пречка на европскиот пат, иако и дадовме и многу повеќе од она што требаше. За да го задоволат вкусот на официјална Софија, македонските власти решија да менуваат и историски факти. Поранешниот премиер доста често повторуваше дека Бугарија не била фашистички окупатор, а бранејќи го својот став, кажа и дека имало македонци со фашистички изблици, не само бугари. Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. Фашистичкиот окупатор. Како што имавме и фашистички изблици, дури и на наши сограѓани, со предавства на македонски револуционери, на македонски партизани и на македонски херои. Фашизмот нема етничка боја. Македонските власти најчесто беа неми на бугарските провокации, наместо жесток одговор на пораките од Софија. Заев ја покажуваше својата попустливост пред секога историјата во прашање. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. Од устата на еден македонски премиер слушнавме дека Делчев покрај македонски бил и бугарски револуционер. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Сепак ниту Заев секогаш финиот во однос на Бугарија не можеше да издржи, па после бугарското вето во декември 2020 реши да го нападне источниот сосед. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. Затоа сметаме дека причините за неодобрување на преговарачката рамка прават штета на фундаменталните принципи и вредности на Европската Унија.
Реципрочноста фали во сите сегменти кога бугарскиот проблем е во прашање, па така и во односот на властите кон другата страна. За разлика од нашата финост и спремност на отстапки од официјална Софија, секојдневно добиваме само провокации. Сме биле еден народ сите бугари, како и дека не постоел македонскиот јазик. Заради ова Костадинов и другата булумента од Бугарија денеска може да си дозволува вакви испади. Па лично Филипче пред еден месец рече дека не се оградува од својот другар Заев и дека за некои прашања дури и ќе се консултира со него. Се консултирало и со Ковачевски, нели човекот што стави подпис на францускиот предлог, кој во моментов, поради тоа празно ветување што го даде за пикање на бугарите во уставот, представува главна пречка за почеток на преговорите со Европската унија. И зарем мислат дека имаме толку кратко паметење, па сега да се дрзнуваат, они да ни држаат лекции што треба да правиме кога не провоцираат бугарите? Не, драги мои. За мене може би подегутантно од изјавата на оној Костадинов е така наречениот излив на патриотизам кој сега го слушаме од Филипче и СДСМ. Но тоа е. Нели реков дека слободата на говорот нема ограничување? Па дури ете, нема ни за Костадинов, ни за Филипче. Друго нешто што некако ми се поврзува со Костадинов на некој начин е одлуката на председателот на САД во заминување Бајден за проширување на опсегот на делата заради кој човек може да се најде на црната листа. Имено во последните денови од мандатот, американскиот председател донесе уредба со која се прошируваат категориите на лица кои подлежат на санкции на САД поради обиди за оспорување на суверенитетот и територијалниот интегритет на земјите од Западен Балкан, обиди за подкопување на повоените договори и институции, како и учество во значителна корупција. Измени има и дека ќе се санкционираат сопружниците и возрастните деца на санкционираните луѓе, лидерите или членовите владини или деловни на санкционираните субјекти, како и оние по чија контрола се санкционираните луѓе или субјекти. Во иднина причина за санкции ќе биде обид за учество во корупција, обид за загрозување на стабилност или нарушување на територијален интегритет. Значи не мора да го направите делото, туку може само таму да се најдете само и ако се обидите. Исто така нели се превземаат мерки за тие што ќе го подкопувале Преспанскиот и Охридскиот договор. Се ќе си речете каква врска има тоа со Костадинов? Па според некоја логика голема. Зарем повикот на бугарот Костадинов за припојување на Македонија кон Бугарија не представува обид за оспорување на суверенитетот и територијалниот интегритет на една од земјите од Западен Балкан? Ако тоа не е, ја не знам што тогаш треба да направи. Да ни испрати тенкови како што ни се закануваше дека ќе прави онаја буделетинката Каракачанов. И според новиот декрет, не само Костадинов, туку таму треба да се најде нели неговата партија преродба, како и неговата сопруга и возрастни деца ако ги има. Ама свесен сум дека нема шанси такво нешто да се случи. Но ако одиме по правилата, кои сами ги поставуваат, тогаш тоа би било логичниот потек. А кога сме кај американската црна листа и обидите за оспорување на суверенитетот на Македонија, мислам дека имаме совршен кандидат. Вирално ново видео со стара содржина од конфликтот од 2001-та повторно станува актуелно на социјалните мрежи, а кои го пласираат функционери на ДУИ, на кој се гледа и првиот интегративец Ахмети облечен во УЧК униформа како врховен командант на ОНА и порачува дека досега не изгубил ниту една војна. Што треба да значи видеото? И дали ДУИ се заканува преку војни видеа? Телевизија 24 ги праша во мала речица. Оттаму само кратко тврдат дека видеото било спонтано. Видеата се од активисти, се споделуваат спонтано, не се организирани од партијата. Кутриот Ахмети, тој не сакал, ама ете неговите поддржувачи симпатизери на ДУИ спонтано си направиле видео и спонтано го споделувале. Видео во којето е во униформа на генерал на УЧК и видео во кое се вели дека не загубил ниту една битка. Поочаен обид, од спас на собствената кожа досега не сум видел. Па зарем навистина мисли дека вакво нешто уште пали кај народот. Ај што не поминува кај македонците, не поминува ниту кај албанците. Искрено, верувате дека постои некој албанец кој сега заради Груби или Ахмети ќе земе пушка во рака и ќе си го ризикува животот за да ги заштити нивните украдени милиони евра? Па немојте ви се молам. И не само тоа, не приметувате дека веќе ни странските амбасадори, чие милениче беше во изминативе 2 декади, веќе не го примаат. Не памтам кога последен пат е имало некое соопштение за средба со американската амбасадорка. А што ќе го прима? Ако продолжи вака, сериозно станува кандидат за на црната листа.
Знаеме за неговите влијанија во судството, за сомнежите за криминалка и неговото блиско семејство, а сега со ваквите закани за нов конфликт ко печене за на црната листа. Може би пак затоа ова милитантно видео како што мистериозно осамна, така мистериозно исчезна. Само не знам дали наредбата е дал генералот или пак можеби некој него му наредил да го повлече. Како и да е, очигледно е дека Ахмети од некого и се плаши. А што беше наводно причина за овој последен воинствен повик? Тоа беше потегот на председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, која за прв пат стави вето и одби да го потпише указот за измените на Законот за заштита на деца, кои предвидуваат воведување на двојазични лиценци за работа во градинките. Во своето образложение до собранието, таа истакнува дека спорните одредби од членовите 9 и 10 треба да се преиспитаат во согласност со амандманот 5 од Уставот и актуелната регулатива за употреба на јазиците. Силјановска-Давкова ги наведе следните прашања како проблематични. Лиценците за работа се предвидува да се издаваат на македонски и на јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, или албанскиот. Првиот дел од испитот за добивање лиценца треба да се полага електронски, а не во хартиена форма, и тоа на двата јазика. Председателката подсетува дека јазичната употреба е веќе регулирана со закон, повикувајќи собранието да обезбеди јасни, прецизни и недвосмислени решенја кои нема да бидат спротивно со Уставот. Ето, од владата најавија дека законот ќе биде доработен и повторно предложен во согласност со законодавните процедури. Ама и во овој случај, како и со бугарите, замислете, повикани се најдоа СДСМ, кои побараа владата целосно да се откаже од спорните измени на законот. Тие, замислете, сметаат дека спорните одредби ја кршат унитарноста на државата и се засновани врз неуставен закон за двојазичност. Навистина веќе не можам да ги коментирам. Па чекајте бе луѓе, вие сте тие што го донесовте оној неуставен закон за двојазичност и сега излегувате и велите дека спорните одредби ја кршат унитарноста на државата. Па уште неделава, гледате, влегава во некоја си наводна војна со Дуи, па откако со години беа заедно во добро и во зло, сега си разменуваат некакви отровни стрели. Да не ви се верува. СДСМ бара да се реагира на бугарски навреди, вели со двојазичноста се нарушувала унитарноста на државата и го обвинува Дуи за национализам. Ова изгледа дека СДСМ кој ќе порасне, сака да биде ВМРО. Навистина ми е веќе дегутантно и не можам да зборувам за нив. Сакам малку повеќе да се задржам на реакцијата на Дуи, кој вела дека ова е отворен напад врз албанскиот јазик и обид за поткопување на правата на албанците во Македонија. Според нив, ова не било само удар врз јазикот. Ова било обид за враќање на албанците назад со демонтирање на тоа што биле тешко стекнати права. За нив, владата предводена од ВМРО со поддршка на Влен, покажувале дека немале никаков интерес за соживот, туку следеле реваншистичка, антиалбанска и опасна агенда. И му патија повик на сите албанци, сите граѓани кои веруваат во соживот и сите демократски сили во земјава да се мобилизирале и да не дозволеле оваа, како што велат, срамна стратегија да се реализира. И на крај додаваат: Дуи нема да седи со скрстени раце, ќе ги искористи сите политички правни механизми да го спречи ова антиалбанско лудило. Па. Колку тешки зборови. Јас не знам кога овие Дуи ќе сватат дека македонската држава не е двојазична. Официјалниот јазик е македонскиот, а статусот на албанскиот е сосема различен и е уреден со соодветни закони. Едноставно, тој не е втор официјален јазик во државата. Така што сите лелекања и подбуцнувања на албанците од страна на Ахмети и Дуи се само незаконски обид да го кренат албанскиот јазик на исто ниво со македонскиот. Така не е во Уставот, не е во законите, па дури ни во оној спорниот закон за двојазичност. Во Македонија никој не им го спорува правото на албанците да го потребуваат и негуваат својот јазик. Никој не им го спорува ниту попречува образованието на свој мајчин јазик. Никој не им оспорува или попречува да си негуваат, славаат своји традиции, обичаи и култура. Еве дури и документи добиваат на свој јазик. Според тоа, кои права се загрозени? Со тоа што мојот документ не е двојазичен? Со тоа што јас не морам насила да учам албански? Со тоа ја им ги загрозувам правата на албанците? Реков, македонската држава не е двојазична. Официјален јазик е македонскиот и статусот на албанскиот е сосема различен. Или едноставно, тој не е втор официјален јазик. И упорно Дуини лелека дека албанците се понижени и загрозени. Навистина не знам со што. Со сите праваите што ги даваме во Уставот? Не, драги мои. Со граѓани албанци, вашите права се загрозени токму од тие кои се представуваат како ваши лидери. Од типови како Груби, како Ахмети и сличните на нив. Тие се тие што ги испрокрадаа парите, не само нашите, туку и вашите.
Па погледнете само информацијата од неделава што ја видовме од Министерството што го водело Груби. Потрошиле 20.000 евра на кебапи. Кебапи, еј, така што тие што ви гоускратија правото на квалитетен и достоинствен живот. Заради нив и вие и ние не можеме да скрпиме од први до први. Верувајте, гладта не познава јазик. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа прва епизода за оваа година. Тука, знаете, ни останува уште малку време да искоментираме уште некоја тема која не стигнавме во првиот дел. Станува збор за фијаското наречено интерпелација на тројца министри и еден заменик министр. Имен Ахмети и неговата банда бара од собранието да се изгласа недоверба за министерот Тошковски, неговиот заменик, министерот Стоилковиќ и вице-премиерот Меджити. Гревот, според ДУИ, е што тие биле виновни за оние инциденти што се случија за време на прославата на албанското знаме. И токму тука сега во собранието, ете ја видовме вистинската сила на ДУИ. Ниту едно од барањата не им помина. Останаа толку осамени што дури ете и оние од СДСМ кренаа раце од нив. За гласа едвај по 10 пратеници. Мизерија. Иронично, единствена интерпелација што помина е таа на Илирија Даути, пратеничката од ДУИ, на која и беше изгласана недоверба како председателка на Комисијата за социјална политика, затоа што го кочи законот за бранителите. Но ете, според собранискиот спикер, тоа не значело дека таа е разрешена од позицијата, затоа што за тоа била предвидена друга процедура. И тука сакам да го наметнам прашањето, чуму воопшто постои овој механизам наречен интерпелација? Оцрнување на министри, себе промоција на собраниската говорница или вистинско барање за одговорност на владините функционери. Интерпелацијата како собраниски инструмент никогаш не доби 61 зелено светло за некој министер да биде симнат од позицијата. Никогаш од независноста до денеска не беше изгласана ниту недоверба на влада, зашто е потребно исто така апсолутно мнозинство. Опозицијските партии, поради незадоволството од работата на власта, често ја користат оваа собраниска алатка, бидејќи може да се инициира со потписи од само 5 пратеници. И тоа е демократски, коментира поранешниот пратеник Илија Димовски. Секоја иницијатива која што оди во насока на некаква контрола над власта, во принцип е демократски инструмент и е во ред да се користи. И сега, дали ние како општество, како гласачи, како поддржувачи, членови, така сме задоволни од тоа, сосема друго прашање. Дали е ефикасна, не е ефикасна, заради тоа што во 30 години ниту еднаш, дали како символ, ниту еднаш не била прифатена ниту една интерпелација за влада или за министер во таа влада. Димовски е на став дека треба да се размислува и за други форми на контрола врз извршната власт. Доколку се усвои интерпелација, тоа значи дека собранието утврдило некаква политичка одговорност. За да го разреши има друга постапка. Не осудувам јас интерпелации, но може би собранието треба да размислува повеќе за другите форми на контрола кои што му стојат на располагање. Јавни расправи, пред се надзорни расправи. Оние кај што практично може да направат хиеринг, сослушување на разни избрани и именувани лица. Колку интерпелации досега биле поднесени, точен број нема, но во секој владен состав работата за скоро секој министер барем еднаш била испитувана од претениците, но никогаш ниту еден владен функционер не беше симнат од функцијата со мнозинство народни избраници, освен само иницијативно или пак на барање на премиерот. Најтесно во гласовите беше интерпелацијата за Никола Димитров од 2021 за односите со Бугарија, кога за гласаа 53, а против беа 55 пратеници. Довербата во владата на Заев истата година ја поддржаа точно 61 пратеник, иако тогашната опозиција тврдеше дека има апсолутно мнозинство да изгласа недоверба. Интерпелација имаше и за екс-спикерот Талат Џафери, поради тоа што ги навредуваше и пцуеше вработените во законодавниот дом, која никогаш и не беше ставена на гласање. Токму така, во македонската историја, од независноста па се до денеска, ниту еден министер, ниту една влада не паднале како резултат на гласање за интерпелација или за гласање на недоверба, освен ако самите не сакали. Да, механизмите интерпелација и гласање на доверба на владата постојат во уставот и законите, но системот кај нас мислам дека е така поставен што, еве, никогаш пратениците не гласале спротивно на волјата на партијата.
Не зборувам за овој конкретен случај, затоа што искрено барањето на Дуи за смена на Тошковски, Стулковиќ и Меджити беше повеќе од смешно. Всушност, кога ќе размислам, токму во овој случај се покажува како се злоупотребува овој механизам за политички цели. Дуи и Ахмети од почетокот беа свесни дека нивното барање нема ни теоретски шанси да помине во собранието. Но сепак го искористија за да може би ќарат некој ситен поен преку обичен политички маркетинг. Колку да излезат на говорници да кажат нешто, да го отцрнат својот политички противник и толку. Друго објаснување нема. Инаку што беше поеднатата да поднесате барање за интерпелација, за кое нели треба минимум 5 пратеници да се подпишат, а за неа да гласаат само 3 пратеници, како во случајот со Меджити, или само 7 како во случајот со Стоилковиќ. Се гледа дека тоа е само ефтен политички маркетинг. Да не бидам погрешно разбран, не сум против интерпелацијата, тоа е добар демократски механизам, но како што реков, нашиот систем не е така поставен за да тој механизам функционира. Еве, видовме со примерот на Даути. Дури и да се изгласа интерпелација, тоа не значело автоматски смена. Зошто тогаш да постои? Така што можеби не е лошо време, кога веќе правиме ремонт на се во државата, па да размислиме да ја поправиме и оваа фалинка. На тој начин ќе дадеме повеќе сила на пратениците, да ја контролираат извршната власт. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа прва епизода на седмица за оваа година. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.